Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Убаво попладне. Демек не на видео. Да, па добро Ајде, сега официјален старт на емисијата, Така е. тоа е емисија во живо. Почнуваме да се дружиме и почнуваме со уште една добра емисија. Верувам ќе биде интересно до самиот крај, со оглед на тоа дека имаме супер гости, со оглед на тоа дека имаме вас, а и нормално ние сме комплетирани со мојата колешка Ката. Нормално, така е, да, затоа никаде не одете, туку останете на Телма се до 18:20 никаде, а потоа 18:30 започнувате вистите на Телма. Вистински избор Телма телевизија. Како секој ден, така е. Ајде веднаш да почнеме, да ги најавиме, еве ги тука се подготвени. Таа не била да зборува како пејачка, така, била како професорка. Добро. Многу одамна на телевизија. Ке имаме честа да ни дојде и да ни раскаже многу нешта. Ке има и нешто ново многу наскоро, ами за тоа ќе зборуваме. А господинот кој што ќе и прави друштво ова вечер или ова попладне, како сакате, исто така на едно место што патува на вода, свати дека умее да пее и оттогаш сите не опијанува со својата музика. Може така? Од вчера ја мислеше. Сега ми стигна. Значи, да Нема не да ја сгрешам утнеш, ајде. само. Да. Искра Трпева Арсовска и Павле Камиловски. Добар ден. Добар ден. Се правиме како да не сме се Како да видели. не сме се видели, да. Ќе се бакнеме Ова е ваше 100 пати, ќе се место, поздравиме ова е уште место толку. Ајде, добре ни Ајде, за многу дојдовте. години, така е. Арсовска, добре дојде. Арсовска. Арсовска, да. Добро ве најдов, уште подобро ве најдов. Ова се учињава многу високе. Високи, да. Ако така, од високо. Да. Може да поддесиш. Па, добро. Има и едно е мамеца, Паѓа. Е, тоа на Павле не знам Паѓа. дали на Павле Паѓа. Не, Да. Едно е такво, за шема го чуваме. Еден од гостите или водителите, Паѓа. Кому ќе му се падне, ќе видиме. Сакаш да се смениме, Павле? Не, супер сме. Добро. Прашав само. Добро. Да. Ти можеш како на шанк да... Слушай, ја како джентлмен можам и да стојам, не е проблем. Добре ни дојдовте, навистина ни е драго што ви имаме во емисија и навистина ни е драго што нели еден час денеска ќе се дружиме со вас, ќе си помабетиме малку поопуштено, така попладневно, а и дефинитивно па верувам дека ќе излезе нешто што и досега не сте кажале на телевизија, нели да биде интересно. Да. Така е. Павле, ситно броите, така? Во 5:15, ако беше некој друг ден, ќе требаше да се оди мигици да се купуваат, Така е, така? така е. Сега брзо ќе треба, ќе не Да, викнете сите заедно, ако оваа дружба, Со ова. задоволство. Едва Се чекам. поканив. Едва чекам. Вика, договорено е со Павле Камиловски, доаѓа, вика, во емисија, супругата му е бремена, Да, 9 месец. вика пред пораѓање. Викам, а ти сигурна си дека кога ќе треба да дојде нема да биде породена сопругата, а Павле во некој издание, викам, да не речем нема да Има дојде. уште време. Рано Има е, уште уште неколку време. недели, ама да, се да. Добро. Ама прочитавме интервју дека се уште се качува на водно или тоа некој стави? Да, идеме заедно на водно. Скоро секој се бајле. Она Во 9 месец, Да. во скоро 9. да, скоро 9 месец, скоро 9 месец. Она е активна, значи она не беше- може безводно, она не може да Така дише беше и со безводно. првото, така? Да, апсолутно. Да. Апсолутно, да. Браво. Да. Браво за обајцата. Да, фала. Искра, во 5:15 обично што правиш? Извини ми отиде мислата, значи многу високо сум седнала. Пушти се. Адаптирај си се. Сакаш- Не, ако. Уште тоа фали да Замисли. ничко за жовне. Значи, у 5:15 што управам? Благодарам. Джентлмени ве молчат. Мени ме нека Не, седат ја на не пипам. Да не пропадне. Најдобро. тргна. Значи, Во 5:15. немој да ме засмееш, нема 100%. Не, ако и мене ме сега запореш, готово. Немој. Значи, вака. 5:15. Мирни. 5:15. Притежно сум дома и после ручекот сум кузне како Легната. не легната, него веќе издишана, што викам јас. Стварно. Зашто? Затоа што она што го правам, она што ми се случува на работа со среднистите, не можам да кажам со децата, Да. јас милувам да ги кажам деца, меѓутоа не се деца.
некако ми ја црпат целата енергија. Ја црпат, меѓутоа задоволството, фидбекот па што го примам од нив е пута 100. Оној дух младелачки, она расположение со нив, пренесување на истата енергија, затоа што работата ми е индивидуална настава, значи со еден ученик имам 45 минути час. И сето тоа се си прави свое. И често знам дома кога ќе дојдам да ми треба пола сат до сат малку потишина, потишина. Сепак се работам со оперски вокали, сепак тоа се деца, меѓутоа тонот го прилагодуваш према диафрагмата и веќе го насочуваш према нешто друго. И интерпретацијата е поинаква, го бараш тоа од нив и некако се трошиш секако. Активен си секако, психички, физички. Даваш, меѓутоа и бараш фидбек од нив. Значи, мора да има. И затоа па ги имаме и наградите кога ќе идеме по меѓународни превари. Затоа. Да. Знаеш нешто од кариерата на Павле? Просурфа нешто пред да дојдете заедно во емисија, за да ве споима некако, па јас имам начин како да спојам. Кога прв пат го чу, што помисли дека ова е некој вокал кој што има поминато низ нашиве некаде овакво места, професори, има учено нешто или? Не знам дали има учено како не? Добро. 7 професори имам сменат. Значи, Приватно, да. Тоа е друго. Тоа е друго. Значи, мислев дали си со диплома како пејач, но Добро. Немам диплома. Значи, ми се допаѓа тоа што он што го пее. Добро. Јас дел од тие негови, значи што ги интерпретации што ги дава. Јас еден период ги имав и со Љубомир Бланџелица, меѓутоа тоа беше кога додека студирав. Значи, композиции како Гершвин, како Джероми Керн и така натаму, значи има една интересна и мисле, морам сега ќе ја запеам. Ајде. Someday he'll come on, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. И така натаму. Гледам дека ќе излезе дуетот. Гледам јас дека ќе се споите вие. Така да ми беше многу кеф што сме заедно овде. Да. Павле, само кусо за оние кои што можеби не ја знаат тој дел од приказната. Ајде. Како беше тоа со вашите почетоци во музиката? Кога беше, како беше? Кога беше, како беше? Тоа беше пред... Сум ја слушнала јас, ама не изворно од вас. Да. Доста пати имам спомнато приказната, але сигурно ќе има и луѓе што ќе ја слушнат за прв пат вечерва приказната. Додека работев на брод како дете. Тоа беше последната компанија на која што работев. Иначе имам работено на 3 бродски компании. Што значи ова дете, јас извинам, кој По па 20, значи работев, стартував на 21 година. Добро. И завршив со бродската кариера на 27. Практично на 27 јас почнав да го школувам гласови. Меѓутоа, несвесен за својот талент и тоа што го поседувам и недоволна храброст пред се, нели, за да застанам на сцена и за да запеам. И тоа нормално си работи, си тлее и дошло момент да еруптира, нели? И како што споменав на мојата последната компанија која што работев, имаше шоу талент за персоналот, Круг талент шоу. И си ветив дека ќе пеам, но ако победам на шоуто, тоа ќе ми биде знак дека нешто треба да направам плюс околу мојата музика. И така и се случи. Победив на тоа талент шоу и тоа беше сега откривањето, тоа беше, не знам, ерупција од емоции, знаеш, кога ќе се осознае човек зашто е доден на овој свет. И од тој ден до денешен, значи долги се, 10 години плюс има више како работам со мојата музика. И како што не ви спомна Иска, пошто не знае дека сум соработувал со доста уметници кај нас, 7 професори бројам низ мојата кариера, додека сум кога школувал гласот, додека сум се запознал со музиката, додека еден куп путешествија што си има случувано низ годиниве. И кога застанав на сцената на стејдж прв пат,
И да се навратам повторно на тие емоции кои што ги доживеав, беше неописливо чувството. И кога се вратив во Македонија, така започнав мојата музичка приказна. Да. Имаше ли некој кој што ти помогна во почетоците во Македонија? О, како не? Како не? Што секојаш треба некој, нели? Да се најде. Ветар. Како не, апсолутно. Меѓутоа, знаеш, кога правиш нешто со љубов секојаш се враќа. Знаеш, и ентузијазмот кога го пренесуваш на Добро, ти луѓето. како вратен од брод после 5 години, нели, во твојата земја? Да, точно. Сигурно Првата треба моја некој професорка- контактот да го воспостави за да можеш Апсолутно, или да. да снимиш или да настапиш така на. Ева пејачката, да го заборив презимето. Ева, Неделковска. Неделковска беше, сега не знам дали е Неделковска, ама како Неделковска. Не е Неделковска, не. Или Нединковска. Нединковска, да. Како иска трпеваш за панди? Нека прости, ако И после му Арсовска, кјут. Добро. Во Галичник додека, нели, не знам дали знаете, стопенисуваме фамилиарно едно хотелче горе, односно хотел Неда. И доаѓа на Ева на ручек. А јас исто како дете и бев во некои од спотовите, музички спотови што ги правеше и така си останавме пријателски настроени. И дојде на Галичник, баш пред да затвориме сезоната, а јас бев тазе вратен од брод и како си, ева, што се случува, што има ново, и вика, еве, отворам музичка школа. Викам, јас сакам да почнам со пеење. И она викам, вау, што збориш? Поели, вика, кај мене во школата. И таму се запознав со првата професорка, Гонца Богоромова. Она беше прва професорка. Па после незе дојде Милка Евтимова, па Горан Начевски, па после Горан Начевски зимав мастер часови во Париз, па после, од кога се прибрав од Париз, работев со Владо Србиновски, па Владо Србиновски малце кратко со Горан Диновски и на крај соработувам со мојата драга пријателка и колешка Наташа Миха. Да. Браво, за развица приказна, одлично. Супер, добро. Немаме многу време, ја имам уште куп прашања таму, ама ке ги можеби ке додаток. Чувај ги за во але. Да. Може и така. Ајде сега. Пошто нели препознатливе на емисијата со овие прашања, така да малку да сватиме на забава, така ли? Па на крај малку и за плановите, нели? Тоа ќе го ставиме за крај како најава. За двајцата? Прашања за двајцата? Ајде за двајцата. Кој е, слушате внимателно, која е најсмешната работа која никогаш сте ја купила? Сетете се. Најлуда, најсмешна, Мора да има нешто што си дошол дома и си сватил дека ова не ми треба, ама ич. За самата себе. Не мора за самата себе, за дома, за нешто смешно. Предмет ли? За самата себе знам често да зимам нешто па што ќе ми остане после, така да не ни го гледам. Да не го облечеш? Дали тоа, дали... Меѓутоа, не знам, у суштина сум тип на човек кој што многу размислам дали ми треба тоа што ќе го земам. Добро. Проценка пред да се купи, така? Тешко се зезнувам, не знам. Тешко се зезнуваш? Ја многу лесно се зезнувам. Добро. Повели. Јас знам да купам глупост некоја што не ми треба, али најтазе и најсвежо што ми се случи пред неколку дена. Пред година дена дојдев на подарок од сестра ми грамофон. Добро. За роден ден. И грамофонот ми фаќаше прошина во станот, бидејќи требаше да се склопи грамофонот. И го однесов на склопување и само што стигнав и се појманам дали ме позна човекот, дали примети. И ми вика, бе, супер ти е грамофонот, ама ти треба да смениш глава. Викам, што и фали на оваа глава? Па знаеш, мога да се по-профи глава треба да стеш. Довикам колку пари кошта таа глава, па 100 евра. А што ќе правам, викам, на старата глава? Абе, ќе ти ја заменам. А викам, добро, окей. Абе, не знаеш како звук ќе вади. Викам, ајде, окей, стај. И така 100 евра. Тоа е добро. Да. Браво. Добро, која е најчудната фризура која некогаш сте имале? Дали имало некоја така? О, да, јас Сигурно имало. Сите сме имале некоја фаза луда. ја имав четка фризура. Четка? Сериозно? Ама беше еднаш модерна во еден период. Беше многу, панкер да. нешто на времето? Па поема немам, Понесено не се ни тоа сеќам стајни. како, да. тоа Али ептен бев четка мал. се мисли на кремча? Не, четка само четка. Избричан ливо десно. Избричен лево десно? Значи четка. Добро. Во боја? Не ме тоа програма. Добро. Се
сетијам кога се ишичав и дома моите падна у несвест, као што се. Леле. И сега излегам, нели да се шетам тоа што лептокарија, пошто како што сум израснат. И сите ме гледаат чудно, као и ми падна с вами. Заврши четка. И уште заврши. А изгледа ти? Имаш некоја фаза таква луда? Сите бевме тогаш како Rock Me Baby. Да. Од Рива. Имавме кремчињата, леле ствар. Ама кремчето беше волкава. Не знам. Со Уште сапун. кукучило. Значи, не, нешто беше со гел, па лак, па не знам што, Да значи стои. да се сечеш. Да. Значи буквално кремче, ама кремчето имав кратка фризура, машка фризура. Бев црна. Добро. Значи, и кремчето беше високо, па така по бајаги беше високо. Ајде, добро, сега ти имаш коса. Ја го патив дел од кремча. Моја, сега оваа ми е... Ова е винтачка. Ова е друга. Долу. А љубово ти стои? Благодарам. Е многу ретка. Да не речам трчи па коса. Ретко добро. Да, ретко добра. И одам да направам кремче фризура. Нема како да стои твојата. Леле, Треба кога се вратив со дома... онакви чечкалици да стават, за да може на нешто да се Не, бе, ни чечкалици не помагаат. Мене до дома ми падна фризурата. И платив и све. И дома, ништо, викам сите кремче, ја без кремче ке си одам и школа. Беа тоа фази кои што ги поминувавме стварно, сега. знаеш колкави беа И тие. уживавме, буквално ја памтам и не беше тоа само за фризура, тоа беше и за гардероба. Еден, мислам, како на времето, вие сте помали од мене, значи кариера, фармерки кариера сите, Ли Купер, старките, од Грција ги зимавме, ги купувавме. Значи, беше Бродарици, фати до бродарици. Бродарици од Солун, тоа беше. Мартинки високи. Бродарици, Да, јас се сеќавам. се сеќаваш на бродарици, ама требаше да има нешто едно метално напред. Ама тие со слама што беа доздоа, така бродарици? Не, бродарици. Абе, луѓе, не сум ја толку мал, што се тоа бродарици? Бродарици беше дел кога... неверојатно. Ја носев 38-ица, пошто немаше 36-ка, не тоа. За да ги пополниш со време. Апостолки или вид на Не, апостолки? бре, какви апостолки. Бродарица е како сега овие нови вечивли што се со висока гума. Знаеш? такви. Ама напред има сега звончиња. Не. Ама напред има едно метално делче такво. Не. Сега се бродарици, оние што се... Како чимла. Ја носам сега бродарици. Летно време носам бродарици. Значи, од страна што се со као врвка, нели? Добро. Баш изгледа како бродче мало. Сега овие беа поинакви малца, беа и кожни, беа како овие сега женски вечевили на поголема платформа, не знам како да објаснам. И како кожните тие машки, ама без модел, без као мокасини, ама повисоки такви. Сите Солун по бродарици и добро се, кога сме имали ние такви фази, нели? Монткисите монтки. Сигурно сте го фатиле периода кога игравме сите исто дискотека. Да. Да, обавезно. Тоа. Значи саботна кореографија. Night Fever. Кореографија да се изигра на крај. Ама не беше многу убава. Така е. Значи многу убава не беше. Така е. Кога би можеле да имате некоја супер мок, која би била таа? Дечки. Што супер мок си бираш? Што супер мок? Како би дала многу повеќе љубов, трпение и разбирање на луѓето кои што го немаат тоа. Би можела така, со стапче да даваш. Супер моќ, нели? Да, може. Тешко со супер мок тоа да го направиш. Па нели супер моќ, замислуваме се. Да, можеш. Јас би внео малце поише култура. И што значи тоа, секаде? Секаде, во се. Во собраќај, во едно људско добро утро, во тешко и тоа. Ама супер мок ќе има сад, ај замисли се. Ете, замислам супер. Па тоа е нешто ни фали во денешно време. Толеранција, емпатија. Поголемо трпение, малце поголема емпатија, малце што суштина и навистина ни фали, луѓето се станат многу напнати, многу нервозни, многу не знам. Добро, ние живееме сега во некој друг свет, така кажано. Ние сме музичари, значи малце, не малце, него многу повеќе она што се однесува, што се мисли на емоции, на љубов, на култура.
Повеќе ги Затоа што ја чувствувате? спомна културата. И јас, пример, на како моите музичани? ученици им кажувам една реченица, они мора да ја знаат. Значи, за да ја стават музичката култура на нешто, мора доздола да е основната. Ако ја нема основната, музичката нема на што да стои. Така. Нема на така да учиме многу работи, учиме, не учиме само пеење. Основата во се ни фали во ова ново време. Учиме Многу да го бидат кажам, така. джентлмени и дами кога излезат на сцена, затоа што тоа што го пеат е сосема нешто друго. Еве може ова. Ама тоа доаѓа од домашното воспитување. Пред се. Така. Пред Ај, се, која сме кај апсолутно. учење? Која славна личност би ја избрале за ментор и зошто баш неа? Ви треба Било ментор, што, не мора сакате музика, нешто ментор, било што. да поднаучите, да донаучите. Барбара Стрейсен. Знаев. Јас. Ја. Ја Во се. ја бирали тенисери, така што нема да си прва. Нели? Да им помогне. Многу е и умна. Нели, освен што е. Многу освен што. почитувам затоа што е жена која што е докажана многу, да не бројам, се плашам да не изумам нешто. Оние што ја знаат, жена која што оставила многу позади себе, што е започет во секоја смисла на зборот. Да. Не знам, се одрав жена. Не знам, може да биде и маж. Може да биде, да. Не мора да значи. Имаш Па нешто ја што имам- сакаш да научиш, па сакаш Како ментор. како не. Баш ка сега, пошто сега се многу популарни на Инстаграм, оние кратки редови видеа од мотивацијски спикери. Да. Тони Робинс многу ми се допаѓа како ментор, да речем да би го одбрал. Брайан Трейси, тоа се све нели од широк спектар за мотивација чисто за животот, нели? А од музички аспект има многу, нема само еден. Али ако морам еден да изберам, би сакал да учам од Майкл Бубле. Майкл Бубле ми е за тоа што го поседува човекот како музичар и како пејач и со тоа што он го поседува тој едно мало вокалче има, знам како се собира. Да. Али толку максимално му искористено и таа продукција што стои позади него и тој искуство што го има и тие препеви што ги има направено од Френк Синатра, од Дин Мартин, од Семи Девис Джуниор, од Нет Кинг Кол, мислам таков мега успех да направиш ти со такви проработки, а човекот да има Значи некој можеме да се комотно да препозна. се споредиме со него како македонски Майкл Бубле. Вау, ти благодарам. Па види, кога веќе го спомнавме, дај така да продолжиме. Може. И некако да ни ја навестиш онаа убава топла зимска атмосфера со сите тие теми кои што сега ќе не очекуваат бидат периодов кој што актуелни, доаѓа. така е. Ладно е надвор, ништо не ни недостасува едно, мислам ни недостасува. Сноу. Снегче едно ни недостасува. Да се надевам оваа година ќе има. Па да го повикаме, а? Рикла, Може ли? Може. Ај, Павлен, иако мислев уште да продолжиме, ама некако си го Можеме најави така? сам настапот, Добро, така да... ајде. Значи, Let it snow, let it snow, let it snow. Таа верзија од Майкл Бубле. Да, може. Павле Камиловски за сите вас, почитувани гледачи. Повилата. Ајде. Сакаш тиксча? Имаме све, спремни сме. Имаш и на екран, како ти е позгодно така. Ајде. Ако има гледач после настапот. Ајде, одиме. По вилата, ако нешто случајно ви запре. Огласно! Може. Опа, сега. Ќе помогнам. But the fire is so delightful. За кај го ставате тука? Seems we've Добро. no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kissed goodnight, nešto što ništo, how I hate going out in the storm. Топ си. Може да се погласувате за не слушам. Матрица погласно. The fire is slow. Еве ти текст го гледаш? Да. Добро. Можеш? Може. The fire is slowly dying. Ето го. And with you will still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
crying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, and snow. Браво! Уште да ни заврнете снегите, И додека го чекаме снегот, одиме со реклами. Ајде, реклами, а после имаме уште прашања, уште пеење и нормално предизвикот на самиот крај од емисијата. Бидете така. Забавно во Никој како. Никој како Искра и Павле оваа вечер. Ке дознаете и зошто по продолжение. Договорени сме дека гледачот има предност, така? Така е секогаш. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Супер со гостиве, преубави гости. Ви благодариме. Сме ги бирале, многу сме ги бирале. Кој ни се јавува? Маслина. Како? Уште нешто? Маслина. 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 Да. Кој ви го даде Не тоа се име? Јас којдневно никогаш не сум име. чула дека постои име Маслина. Кумот. Кумот? А сте сретнале друга господја со такво име? Не. И јас прв пат слушам Маслина. за тоа. Сите ние. Да, многу специфично, одлично. Драго ни е и Ке благодариме ве што ни се запамтиме, јавивте. така е, да. И па за господјата Маслина, кого ќе одбереме од гостите подарок да ви доделиме? Ајде, Искра. Ајде, Искра, Чекай Искра, сега. види со микрофонот како си. Еве Чекамо. сега, јас еве сум. Еве, ќе По- притрча колешка може? кате, Чекај. да не видам ја крива кој нешто. Ако не се случи? Е, што си лош. Искра, има топчиња таму во таа играта со бројки. Добра. Едно топче земи и само Добра. господјата Маслина ќе ја прашаме кој број го бира за одгоре да го пуштиме топчето. Каде ќе падне, тоа е подарокот. Дворед. Маслина бројча? 4. 4. Од четворка пушташ? Ето Одлично. така. Ајде да видиме. Кец, Единица. убаво видов? Единица? Да. Што е единица? Единица, само да видам што беше Единица. сликата. Сликата е долу? Така е, да. Добро. Таа слика Добро. долу. Таа слика е ваша, Маслина? Од 15 до... Не, еве го, ова. Кој е единица само? Ова е. Ова е. Само да Ова е видим. број еден. Број еден, да. Бувчињата. Бувчињата. Бувчињата се ваши. Господјо Маслина, ако има некој млад член дома или до подарок добро ќе дојде, ќе се радува некој детенце во детската соба или во домот, се разбира. Со здравје си ја служите. Овие бувчиња. Благодариме за јавувањето, голем поздрав до вас. Успеавме да ги оправиме линиите, имавме малку проблем со Така е. технички, нели, со Сега, телефоните. пред да почнеме со следнава игра, мора да ви кажеме дека ова се божемски одговори. Значи, не мора никој од нив да е точен. Ова се тотално измислени од мене и Ненад одговори на некакви ситуации. Можни Ситуации, прашање поврзани за вас. Се играте колку го познаваш, нели, гостинот. Другиот, Ама ние не мора сакаме ли за да биде трите одговори да поинтересно и бидат малку да одговор? вметнеме наши. А ние треба да кажеме да или Што не, мислите точно или вие? не Да, точно. да, што мислите Тој вие? Да другиот речеме кажува за дека другиот, нели, што мисли од тие три варијанти дека е Така е. точно, а другиот си кажува си за себе. кажува дали нели, има нешто реалнота. врска со реалноста од овие три. Треба да се смешни, треба да се Добро. така. Добре, се оправдавме. Така е, Терај така е, сега. се атира. да видиме. Искра не пие сок на растварање, Павле. Слушај се, Зошто? Сега зошто? ќе видиме зошто И има пречи на грлото. Сака гус сок, не сака оној на растварање, или не пие сок. Што мислиш ти пред да ни каже Искра што е точно, ако има нешто точно од ова? Сака гусок. Сака гус сок. Добро. Ти сама за себе да размисли. Не очекуваше, призна дека не очекуваше. Сок на растварање, бе. Да. Абе, сок на растварање. Или ако го сакаш, Значи, ако сакаш, сок на ако подобро ти звучи на размножавање. Значи, од... добро, да не правиме реклами. Како и да е, да. Она што е само вода што се става, па што се раствара, нели? А од тој сок да го пијам таа, меѓутоа да, не си далеко од вистината. Да, не си далеко од вистината, сокови пијам,
Меѓутоа, не мора да се само гости, како и да е. Ама не на растварање. Не на растварање. Добро. Точно. Павле сака да плива. Леле, мајко. Ајде. Мене ми го наместила. Исклучиво во базен само од 6 до 7. Чекај, овие малку вака се грави. Исклучиво во базен само од 6 до 7 кога не го гори сонце и третото е само со мускули. Кога не го гори сонце. Од 6 до 7? Ова е најслабо. Ова е точно. Имаш овој период. Точно Не ги измислив овие, ги најдовме. Ова е Google така вика. Чет GPT. Ама и нејарни, нели? Имаше овој период од 6 до 7 пливам од Сабајлечки. Во базен, во Скопје. Да, дефинитивно убава навика. Иначе сакаш да пливаш, верувам. Тоа е некако... Како не, само. И мене ми се Практикував, падна. еден период практикував. Добро, ајде Искра. Искра не оди на козметичар, само да не се смеам. Има трауми од една козметичарка, е првиот одговор, Павла. Само дома си ги прави најдобрите природни креми. 2 пати ја оставиле без веги и рече више не. Што мислиш, Павле? Гарант трето. Дали те остави без веги 2 пати? До тамо не сум стигнала уште. Абе, луѓе што не гледат, че мисле дека сме Брако, малко да ги посмееме. Добро. Шо викаш кој одговор? Третиот. Третиот? Значи те оставиле без веги. Искра, со козметичаркиве како Како стои? си? Идем кај една жена која што исклучително не ја менувам. Јас сум многу внимателна кога станува збор за кожа, за лице поготово. Толку е прекрасно да и кремите се од нејза. Значи, она ги прави тие креми, наследство од нејзината мајка. Да, и сум презадоволна, прави прекрасна масажа на лице и на деколте. Така да, само ќе ја поздравам Суза, значи она се знае. Она си знае. Да. Добро е. Добро. Павле започнал да пее. Ова го одгатнавме. Ова го одгатнавме, Да го ама скопнеме добро. на брод на свадба и од немајкаде. Од немајкаде. Од немајкаде на брод. Од немајкаде, тоа. Така и ги правиме одговорите. Не ли треба да е Све смешно? сме погодиле ќути, ни смејна, ни ништо, све е Искра точно. го добила името. Леле, чекам од... Само сериозно да. Деши? По баба и Искра, една нова година кога запалката не пуштала искри, или како новогодишна желба на кумот. Павле? По бабе Искра. Не. Второто? Не, ниедно од тие не. Добра. Значи, името е, ми го даде мојата мајка. Значи, и така да... Меѓутоа, јас требаше и поинаку да се викам. Како требаш да се викаш? Па или Марица или Марија, по баба ми. Аха. Пона... Ама мама пресече да бидеш Искра? Мама пресече, да, ама после брат ми кога се роди, татко ми никого не прашуваше. Значи, тоа беше тоа. Меѓутоа, да, требаше да се викам или Марица или Марија. Да, ама добро, Да, по имала баба ми. можност за новогодишна желба, пошто си на 1 јануари родена. Меѓутоа, на 1 јануари, да. Зато. Да. Јас сум на 8 требало Божана да се Значи, јарки сме. Значи, Мајка ми рекла... Денеска во емисија Марица и Божа. Марица и Божа. Па барем ке не имаше у приказките, мислам. Па види. Нема нигде Света Искра, пример, разбираш? А Света Катерина има, бога ми. Ете. Има. тебе има. Мислам Ке дека мене 7 нема. декември ми е. Да се вратиме кај Павле. Павле. Свети Павле има. Павле има тајно хоби. Аха, Искра не се Слушај, знала. Искра. Прави куќарки за птици. Собира поштенски марки. И оди на часови за латино танци. Ох, мајко мила. Прави Куќерки. За птици. И ги донира по општини. Не. Па не испотивте. Ама си засмеа. Тајно хоби имаш ли? Тоа е Да, тоа е всушност, идејата. нели? Тајно хоби имам, да, сликам. Стварно? Да.
Ето уметноста и како ја проточуваш од друга смисла. Браво. Сликам на платно. И тоа открив, пардон, и тоа открив дека знам да сликам на платно, додека беше короната. Пошто, нели... Немаш ти Имаш жал. цело време на свето. Апсолутно, и што да правам, ја како дете цртав. На хамер, на листови, со пастели, со пенкрала, со моливи. И си купив 2-3 платна за време на короната и почнав да сликам. И првата слика... Природа или нешто? Не. Сериозни ми се сликите. Да? Да. Да ги погледам за едните само. Можеш Не да е ги срамота, покажеш, ако да, тебе ама. не ти е срам. А зашто ме е срам? Види, одма аукција ке правиме. Аукција одма? Ги продаваш? Ги продаваш? Не ги продам. Па добро. Ајде си ги продаваш, кажи. Да им тичат ли? Не, убаво е да видиме више. Ова не планирано, нели? Ќе покажеме директно. Цврти само накај камерата Ама пред стварно е тебе сериозно и ова. стои така статично. И Дека баш ни да видиме, покажам. пошто не гледам. Ама сериозен ти си, Павла. Браво. Добро, одлично. Добро, ова е истиот. Како AI ти се? Еви, овие коња се закачани во галечник. Во неда? Да. Браво. И се чекам, маца, само имам едно Многу болно убаво. спрашање на се ова. Ајде, еви уште едни коња ја покажам. Добро. Додека покажуваш ова тајново хоби кое што никој не го открил до сега, еве го откриваме ние за прв пат во никој како сосем случајно. Кажи ми, кога беше на брод, што имаше завршено уствари? Што сакаше да бидеш ти? Па не знам што сега да бидам. Аха. Се пронаоѓав. Дете, се уште дете. А заврши факултет или? Заврши факултет. Што заврши? Завршив менеджмент по... Не да се заборив. Чекај секунд. Ајде. Менеджмент по економскиот тоа нешто? Не. Не, добро. HR завршив. Добро, човечки Менеджмент ресурси. по човечки ресурси завршив, да. И сакав да завршам факултет, пошто нели Добро би било. убаво би било факултет да завршиш, затоа што и при секој вработување се бара високо образование и така натаму. Иначе пред да почнам воопшто со музика, само со музика се занимавам, бев директор на Македонско село, ако го памтите Македонско село. Да. После Македонско село отидов во Мериот да бидам менаџер на рестораните и нормално сек да се бараше високо образование и ми послужи факултетот тогаш кога си го завршив. И на мои 33 години од Мериот дадов отказ за да почнам да се занимавам само со музика и луѓе ме правија дека сум не токму, пошто давам отказ од сериозна плата, сериозни примања, кај од музика ќе живееш само и така натаму, меѓутоа Докажуваш дека може. да. Одлично. Браво, многу Браво. добро се во ова звучи. Така е. Секоја чест. Ке подиграме малце одиграва, пошто... Има уште една игра. Да. Ке имаме. настануваме Искра, ти шо ке правиме со Што потвора направивте со Искра, бе? Само стани, седни, не Па можеме да мора ме да пофатиме. седне овде никој, така нели беше? Ајде прво Павле, нека Павле, седне, дојди, нека седи седни. Искра, па после ќе изротираме. Значи, работаве, Значи, читаме работаве, од да, усни ќе видите. зборчиња кои што ќе си ги извлечете од овде, со слушалкиве јас пуштам тука некое психоделично нешто, Па да за биде не може поинтересно сега, не да биде како во слушне. секоја емисија, така ли? Павле? И оно колку што само да нема не- време и ни налага времето, бидејќи навистина убав муавет си направивме до Така е. сега. Страшен муавет беше. Да, многу сериозно. Многу сериозно. Многу сериозно. Еве повели избери си никој да биде. Добро. Ајде. Овој ти ги подметнал, има и уште, Не, ама ја не, не знам не, зашто не, само не. ти ги даде. Добро. Чекај сега. И сега, ја треба ги ставам? Стави ги слушалките, Искра ни треба... Чекај се, зашто ми го утна човекот? Искра треба да му кажувам да не Леле. слуша. А, бре, кате, Добро, бе. добро, Искра, добро. одбери си. Добро, извини. Извини, Пошто си ова- седна, чувај си го за Отиди. после. Да, ги ставаш конце или не? Одбери си едно. Добро. Не пантомими, Треба туку го кажуваш. со без звук Не бе, да не. прочита од уста кој зборе, впрочем. А јас чекај А си музичка да го чекај пуштам. да му пушти нешто. Ја му Фино да пуштам слуша. нешто. Каква песна? Чакай. Слушаш нешто? Чекај да попуштам. Да не слуша. Не бе, не. Леле. Говори човекот. Добро? Ајде, Искра. Јас треба да покажам или да кажам? Да кажуваш, а он треба Он да ти треба од чита уста. од усни. Хула хоп. Браво! Ајде. Зимај си. Ајде, дај ми. Не певај. Ајде што имаш? Инструмент. Одлично. Искра, певај. Браво, бе! Павле.
Ай. 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 Не ме гледай. Капе. Като мори. Побързай да ги дупна ушите. Още да. Ова ќе биде интересно. Панталони. Не можам да. Падобрани. Браво, браво! Ај сега смилете ги ми. Чејм само, барем со едно зборче да направиме, за да видиме како Ајде да пеам, па се, Ќе пееш, ќе после пееме одмah. Види се оттам. Ај може тука. Дојди си ти вамо. Ај дојди си Не ти за вамо. мене, за слушалките. Може. А, може. Ај дојди си ти вамо. Искра. Све за Искра. Све за Искра. Ај имаш зборче, колешке? Еве ги Еве, нека дете. Гангам стайл, чуева. Не, продолжи. Продолжи ти се. Може? Ли? Ли. Потивко само, потив. Римел. Лимел. Правата буква. Р. Ри. Римел. Браво. Yes! Ајде. Ај, следно. Леле. Јас сум у фазон на Firestarter. Па заради тоа ти ја пушта музиката. Джа. Чајник. А чајник. Браво! Ајде уште едно. И одиме на пење. Леле. Ај слог по слог. Ај буква по буква. Буква по буква. Ај слог. Сре. Потивко. Не, чекај. Среклија. 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 Тоа Yes! лија ми беше добро, да. Океј, браво, добро ви Одлични. Екипа, мислам дека е време да уживаме музички така со Искра и да запееме една прекрасна македонска песна, еден реквием. Значи, со Кате кога разговаравме баш за која песна, навистина ризница сме на вокали и машки и женски, македонски забавни говорам, па и народни, така на срца. Се одлучив овој пат за прв пат и на моје огромно задоволство за Нина Спирова "Молчи, молчи". Може. Ти си ја имаш? Пуштајте режија. Пуштајте режија. Ти си ја носиш? Да. Ајде пееме. Павле, ако ја знаеш, повели микрофонот. Река која мине како сонце што се гаси крај нас љубов нивко гине и ни лади срца наште огној само тлеат, а ни биле времни луди, други срца сега греат, празнини не студи. Молчи, молчи, љубов моја, запри раце, усни неми, пред тебе кога стојам, само поглед еден земи. Ние двајца се сме биле, пролет песна не посмеа,
Сега гранки не са свиле, тъжни птици да ни пеят. Мълчи, 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 любов моя, запри ръце, усмихнай ми. Пред тебе глъбоко стоям, само поглед един вземи. Мълчи, мълчи, любов моя, запри ръце, усмихнай ми. Пред тебе глъбоко стоям, само поглед един вземи. Само поглед един вземи. Тук, айде, ремикс трябваше да мавнеме. Браво, Искра! Се одлучихме за оваа варијанта. Значи не е оригинал матрицата, него е изведба на Джорлев, некако виолинче, малку да биде различна. Ке не извиниш за тоа, така е, да. Но како и да е. Што не ми се извини за мојата матрица? Извини, Павла, за твојата матрица. Павле, и за твојата матрица извини, ама тебе ти се уклопи на муабетот. Којата матрица беше од Бугле. Да, од Бугле, ама ја мислам дека од Тим Бартик ја пуштиш и нема врска. Да. Ама се уклопивме со, нели? Со муабетот. Така да, ке тебе Ептен одговараше. Да ја зезнаме. Се одговара Ептен, реклами. Реклами. А после Ајде. тоа предизвикот, како беше? Утнам, бутнам, колку се Бутнам, може. колку се може. Да. Супер ми била најавната шпица. Не гледате сега на превју. Не гледате на превју, не. Тргнете го превјуто. Не, тоа мора за гледачите. Во секој случај, па мислам дека и обратно ќе ви биде и нема да можете да видите кој е каде. Значи што е работава? Долу има. Да, Мислиш? толку. Ама сега ќе пробуричкам. Кој? Сега ќе видиш. Океј, во оваа кутија има 5 балони. Не треба да ги погодите со овие стапчиња остри, така ли? Кој ќе погоди, па му се рачуна негативен поен, така ли? Кој помалку погоди, еве и ние ќе играме со вас. И ние? И ние ќе играме што? Добро. Кој помалку погоди, тој е нели подобар. Значи треба да ги утнете балоните. Да ги утнем. Да не слушнеме пукање на балони. Ова до кај треба да отиде? До доле. Еве јас едно ќе... Нено. Ајде. Па се. Викаш. Вау! Браво. Кажи сега. Камер си е! Не ме плаши, зауш как имаш. Ей, до моето! Ај като, ај стори го ти, степнето. Леле! Вај да не Е, какви сте сега сите? Зашто? Чекај. Ке пукне. Ма не може таму да пукне, таму нема. Нема? Нема. Е, па тоа. Ајде, ама сте. И, ето. Добро. Добро. Ја имам еден балон. Требаше да направам кој ќе пукне балон, има 2 поени. Ајде. Искра! Има 4, 2 поени, уствари. Ајде, Павла. Така да? Ајде, като! Ајде, јас сега идем Моите овде. 2 поени. Не! Добро. Па. Значи ја менјаме играва. Треба да пукнеш балон. А ти ја смени сега, така ти дојде. Не. За малце. Добро. Нема на косо, нема на косо. На таму отиде. Вау. Добро, кате? Добро. Јас сум. Да. Уште еден балон има? Уште колку балони има? Уште 2.
Уште еден балон. Ајде да видиме кај ќе го погодиме. Добро. Нема. Ајде, Искра. Треба да го погодиш. Уште еден е. Ајде, ги менјаме правилата. Пошто сите имаме по едно. За малце. Ајде, Павле. Ајде, Ката. Не. Боже. Годирна. Годирна? Годирна. Ајде. Ајде. Тега. Ајде. Не! Чекай да тргнеме Тргни кутија. играва. И сега, знаеш што? Рековме дека ќе кажеме да не останеме, значи што е ново, кажи ни Фокуси брзо. така е со тие информации. Што е ново? Ново е тоа што треба да има нова песна, значи после толку време. Со Кристијан Габровски соработка. Стандард се продолжува, Па така ли? може да се каже, да. Многу скоро ќе влезам во студио да ја снимам, се надевам дека и спот ќе има, меѓутоа спотот претпоставувам дека ќе биде веќе и по нова година. Значи работен по нова Добро, година, да. барам да ми откриеш балада или некоја брза песна? Не ви откривам ништо. Гарам Добро. брзо. Ќе те кажи ми. викнеме. Ме провоцира. Што ти спровоцира баш сега да влезеш во студио? Колку време немаш влезено? Многу одамна. Многу одамна. Кој беше иницијаторот, ајде да поздравиме. Керка ми. Ангела, да, Ангела беше иницијатор. Вика, мама, ти кога мислиш да се вратиш? Кога ќе наполниш 60, вика, мама, и на 60 ќе пеам. Така е, Така е, нормално. Не, Така е. Така да, она ми е навистина ветер во грб за такви работи, значи го станува збор за враќање на сцена, додека беше мала ми ја затвараше устата, А сега да сака не да пеам, да. А сега ми вика, ајде, мамо, ајде. Еве, гледаш, сите ти викаат, ајде. Да. Така да ми е големо задоволство ете што имам и некој плюс, освен сопругот, кој што исто ме подржува во сето тоа. Ети керката која што го прави. И убаво е, искрено верувам и дека и случајни минувачи ти кажуваат заради тоа што, нели, вие сте тие кои што значите нешто на нашата естрада. Греота е, нели, здрави прави фала му на Бога да не правите се уште нешто за Така е, естрадата, така. бидејќи ако се откажувате така лесно, нели, ако правите толку пауза, едноставно ќе немаме нова музика. Така е. Квалитетна музика. Па, откажувањето, јас мислам дека голем дел од нас не го направиле. Може и ненамерно, дека не сме присутни, да, како што сме биле. Меѓутоа сега и годините се други, годините ни се други, потребите како фидбек Да, од се сите, да, што ги очекуваме се поинакви. Можеби порано било окей јас да се појавам и немало никаков проблем во 5 емисии у текот на денот. Сега имам други обврски, други приоритети. Така. Не значи дека ова ќе стои на страна. Јасно. Апсолутно. На голем кейф, на голем мерак, на огромна моја желба. Значи јас баш говоревме и со Павле. Вели дали пееш, зошто престана? Викам, јас нонстоп пеам, јас со учениците нонстоп пеам. Меѓутоа Јасно. тоа е поинаков вид Поинаков на тип на пеење, пеење, значи така е. класично оперско пеење. Ама сепак не си застаната. Не сум застаната, значи не сум застаната, темпото го имам, кондицијата ја имам. Ајде, со Господ напред. Ајде, па со цел Господ албум. напред. Некакви Чекаме. проекти понат. Јас не сум толку за албум колку што сум за концерт. А за искрено. концерт? Да. Може и така. Дефинитивно треба да направиш еден концерт. Не, не. Да. Треба ова да биде некоја најава така. Да. Еве менаџерчиња слушнав. Брате. Тоа менаџерчиња да не разберат погрешно. Менаџери, Значи слушнавте ли? не можам да бидам 10 во едно. Ако сакаме да сме квалитетни пејачи и да се свртиме према она што највеќе не бидува, а тоа е вокалот, пеењето. Така е, Сето друго, верувајте, многу исцрпува. Многу Страшно одзема енергија, исцрпува, така. одзема енергија, доколку би го работела сето тоа. И да бидам искрена, не сакам. Да, Мојата работа се знае што е, така да да бидам на сцена и да има Апсолутно. аплауз на крај. Да, Павле, доаѓа период Ке би имали создаден за новогодишен? да те има, нели, со настапи, со оглед на тоа дека... Оваа година решив да не правам предновогодишен концерт, Контра. бидејќи имаме доста работа месец декември и треба доста да настапуваме во текот на целиот месец. Али ќе изненадам со една убава музичка номера, нема да откривам јас.
што спремаме. Во новата година? Пред новата година, месец пред? декември, да, месец Добро. декември. Меѓутоа, сега тази искочи најновата моја песна која што ја отпеав и ја промовирав на Макфест, каде што воедно и прв пат настапав на Макфест. Направивме промоција и на спотот. Сега за сега песната убаво котира и сум задоволен како котира. А моментално најново е нешто што утре ќе имаме концерт во Кафе Бар Мартини, така да поканувам. Може. Ете вака топтансите. Топтансите доаѓаме. Да. Кога почнувам концертот за да знам после Од емисија? 9:30. Ништо, може Имаш дома, време па и дома после. и ручекот да го направиш за задот. За утре, за утре. На се мисли. А моли сопругата го спремила добро. Браво. Не, знам, за жал, знам само кога треба да се јаде. Не се вади. Ошто му поина осмени јајце на око варено и пржено толку, за жал. Викам за жал затоа што е убаво нели да знаеш и да приготвиш. Убаво е, навистина, тоа се... Добро, значи, да, Тоа е извини. професија каде што мажот мислам дека зошто да не? Зошто да не? Нема тука поделба на подготовка за храна маж жена. Бога ми нема поделба веќе во ништо. Кога нема и во армија, така да нема поделба. Но нели треба да има, мислам, сега... И од кога нема армија. Живееме во современо општество и се стремиме, нели, работите да бидат еднакви помеѓу мажот и жената, нели, да не се подчунува жената, затоа што више не живееме во 19 век и секогаш се става жената сега на пиедестал, не случајно е председател жена, не случајно е CEO на одредена компанија, така. И тоа е за поздрав. Апсолутно. Тоа е за поздрав, да. Согласен. Добро, јас И те молам да научиш да правиш јајца. Не, тоа само Јајца знам да знам. правам. Само јајца. Парени јајца знаеш да правиш. Ме подсети на изјавата кај Снеже. За јајцата, но ке си ја најдете на YouTube. Добро. Многу ви благодарам. Гостиве не откриваат, ние ќе откриеме кои ни се гости утре, така да ќе имате можност пак да добро да си поминете убаво попладне на Телма, така што Даце и Анета Молика ја Анета знаат Молика, како Анета Љубаковска. Така е, утре во 17:15 на Телма. Екипа ви благодариме. Вие можете еден дует после ова. Благодариме и поздрав до сите гледачи. Како и да е, ми е многу кејф што се вратив после толку време, ете да се малце подружиме. Ама убава се врати, И така со прекрасен колега. Така е, поздрав. Поздрав, се гледаме утре. Чао, чао.